Конечно и уверлива делуваше изјавата на премиерот Заев пред неполна недела во Крупиште. Речи си екзалтирано, тој тогаш изјави: При целосното гребање и отстранувањето на асфалтот е видено дека подлогата заради почвата која што во овој регион е нестабилна, се репроектираше и верувам дека овие денови од понеделник ќе почне активна со 3 градежни оперативи да се целосно рехабилитира овој патен правец. Верувам дека овој патен правец брзо, од понеделник, веднаш ќе почне да се асфалтира. 6 дена подоцна, наместо 3 екипи како што беше ветено, на патот немаше ниту една лопата. Изјавата на Заев, која пред неколку дена беше слушната како завршена работа, донесе ново разочарување. Ма нешто споро. Кочи работата, што е? Ете нешто пипна колку ради реда. Стои, не се работи. Разочарувачка потполно, како да не. Пошто без пас. Без пат е население овде, не само ова, туку и другите села да се помина, се праша на други, ќе видите. И сами гледате, нели минувате по тој пат. Толку е организацијата спремна да се направи. Требаше од колку време кажа за 3 години да се направи, но нема бероште. Не знам што како ќе биде. Разочарување има? Ќе има, како нема да ти каже некој нешто да има, а нема. Само да подсетиме, на 3 јуни на лице место беше и директорот на предпријатието за јавни патишта Зоран Китанов, кој тогаш, освен санацијата на овој пат, вети многу повеќе. Што заедно прави 35 километри. Значи, граѓаните на оваа регија 35 километри ќе добијат рехабилитирани и реконструирани пати. За волја на вистината, во еден период работите тргнаа, но и застанаа, а во меѓувреме се дозидаа нови ветувања дека патот конечно ќе биде рехабилитиран. Патот, кој ги носи сите сообраќајни ризици, е долг 17,3 километри, а пресметени се 3,5 милиони евра трошоци за санирање. Пари кои беше речено дека се обезбедени и дека конечно пробишти до останатиот дел од државата ќе биде поврзан пристојно, а не маченички.